Добро вечер. Веќе во вестите најавив дека тема на дебатава ќе биде првата метла, како веќе фигуративно се изразуваме на Зоран Заев, сврзана со реконструкцијата на партиското раководство и аберите што по тој основ ги праќа на собствената база, а истовремено мислам и на коалицијските партнери. Вториот аспект ќе биде на каков начин воопшто ова декодирање на етичките кодови што се случува во рамките на абера што гласачкото тело му го прати на СДСМ после председателската трка, се доживува и како составен дел на критичките обсервации каде оди СДСМ и зошто само после 2 години изгуби значаен дел од своето избирачко тело, доведувајќи го прашање и концептот на едно општество за сите. Во тој контекст, веројатно, се разните шпекулативни игри кои ќе треба со динамика да се следат. Дали ова ќе предизвика генерална реконструкција на владата, па дури и можен пат на владата со предпоставка дека Зоран Заев би можел да формира низ нов циклус нова влада. Дали при тоа Ахмети и Заев, како што сега модерно се вели, не фингираат меѓусебен судир за предвремени парламентарни избори. Каков начин ова етичко декодирање што се прави во СДСМ ќе влијае врз опозицијата и пред одлуката ВМРО ДПМН да се позицира околу евентуалното одземање на мандатот на довчерашниот нивен лидер Никола Груевски. Љупчо Зиков и джелоорганизери аналитичари Димитар Арсовски припаѓа веќе кон оваа колумнистичка варијанта со аранжманот, инаку потпорал на ВМРО ДПМН. Ви благодарам што дојдовте. На старт, која теза ќе одбереме? Што сака Заев и какви ефекти може да бидат постигнати до моментот за реконструкција? Зиков. Ова што се случува сега во Социјалдемократскиот сојуз и што претпоставувам дека ќе се случува во владата во следниот близок период е нешто што моја проценка е дека Заев го планирал уште и пред председателските избори. Ако се земе во предвид дека критичката јавност во Македонија прилично прецизно му ги дефинираше сите слабости во владата. Ако сакате на телевизиските екрани, во весниците, во колумните и така натаму, па и политичките опоненти на еден начин. Мислам дека Заев процени пред еден период пред председателските избори дека подобро е да завршат председателските избори па потоа да отиде со она што едноставно мора да го направи. Значи бидејќи јавноста тоа го бара, особено аспектот на онак повторно ќе кажам критичка јавност во државата што чита, следи, анализира и разбира околу Парадоксот е двоен. Од една страна може да се каже дека председателскиот кандидат на СДСМ и на ДУИ успеа, нели? Од тој ангол на посматрање на оден начин се победници, меѓутоа факт е дека СДСМ со изгубењето на гласачкото тело е губитник. Дали тоа може да се прогнозира до таа степен да Заев може да игра со толкав одлив на симпатизери? Мојата проценка е дека Заев го гаѓаше резултатот за председателските избори и мислам дека беше на еден начин и согласен со тој резултат. Мислам не согласен, него го знаеше резултатот. Кандидатот Пендаровски победи на концептот на едно општество за сите, заеднички кандидат заедно со ДУИ, кој тие го викаат консензуален во ред, во тој дел и стана председател. Меѓутоа факт е дека Социјалдемократскиот сојуз изгуби еден сегмент на гласови поради сето тоа што се случуваше во претходните 2-2,5 години од власта на Социјалдемократскиот сојуз. Така да Заев како лидер на партијата сметам и повторно ќе кажам моја проценка е дека тој го знаеше, тој момент го проценуваше и го оценуваше и излезе со ова што излезе денојуве. Денојуве на јавноста и покажува дека не е се заборавено во партијата и како тоа оди и дека има концепт партијата за следните 15 месеци да го призаврши овој мандат. Ако ја следам логиката на реакцијата на ВМРО ДПМН е дека нема фајде од тоа што Заев се пресметува внатре во партијата за државата. Кои се
ефектите или дефектите на ова условно речено наметната веќе метла за Заев? Овака, јас и вчера во едно мое јавно ТВ излагање наметнав една друга теза. Тоа е дека во моментов под оној превес на метлата, кој што можеби почна и како еден пиар момент помеѓу двата круга, подарувајќи му Драган Спасов Дац, кој што можеби еден меѓу првите го опфати таа метла како неуспешен раководител на институција, сметам дека под овој превес на метлата се крие можеби и внатрепартиска борба, односно стабилизација. Зоран Заев се обидува да направи стабилизација на сопствената позиција, бидејќи сепак за тој не огромен пат на гласови, можеби над 200.000 нови избори, треба некој да одговара. Нормално е дека кога некој треба да одговара, треба почне следствено од врвот на пирамидата па надолу. А тука знаеме дека со сите оние неспроведени политики, со сите оние лажни ветувања, со сите оние неостварени проекти и еден куп огромен број на скандали, сметам дека најпрво им требаше одговорноста почне од Зоран Заев. Наспроти тоа, Зоран Заев во моментов си остави еден период каде што тој е единствен човек разрешувајќи ги сите во Социјалдемократскиот сојуз и остана единствен човек кој само тој може да одлучува за сите понатамошни одлуки во Социјалдемократскиот сојуз. Сега, тука се повлекуваат две тези. Зошто најпрво ја почна метлата од внатре во партијата? Ја почна заради таа партиска превласт, која што можеше му се случи, за да ја зацврсти својата позиција или можеби уште повеќе да ја размисли. Кој би можел да го загрози? Па не знам, од оние паушални чаршиски муабети може да се види дека има две крила, дека едно урбано, едно крило кое што го предводи Заев. Не би навлагал, тоа си е нивна работа. Најдобро си знаат тие што се членови. Тоа уште од времето на Црвенковски аграрци и интелектуалци. Тоа си е нивно. Не би навлагал, тие си знаат која опција им е подобра за понатака. Меѓутоа, пак ќе кажам, сметам дека еден театар, од проста причина што еден председател, тоа го говорев и вчера, еден председател на општинска организација, можеби во Радовиш, не е виновен и нема да ја оправда неостварениот проект на, не знам, министерот Сугаревски. Еден председател на општинска организација Новаци, ако се разреши, нема да ја врати до вербата кај граѓаните за сите скандали околу фондот за иновации. И така натака да не ги редам сите скандали. Кои се твоите перцепции за овие први чекори на Заев во така наречениот концепт на метење во својот двор и во владиниот двор? Јас мислам како треба да раздвоиме дека сепак пораката од последните избори беше испратена од страна на гласачкото тело на СДСМ кон самата партија. И таквата порака веројатно беше сватена како таква, кога помеѓу првиот и вториот круг беше подадена символично таа метла за да почне метењето внатре во партијата. Но партијата е носител на власта и промените не се доволни во самата партија само да се задоволуваат членовите на истата, туку таа метла треба да заигра и во владата, и не само во владата, туку и во локалната власт. Зошто мислам дека партиски беше пораката, значи на СДСМ, зашто единствено за СДСМ беа померливи гласовите од тој корпус на гласови кој ги доби претседателскиот кандидат Стево Пендаровски. Како прво зашто Пендаровски гравитира кон таа политичка партија и СДСМ беше предводник на таа коалиција од 31 политичка партија кои застанаа зад Пендаровски. Сега, ако се споредат гласовите, ако се минусират тие на ДУИ на останатите партии кои ги собира и го додадоа на тоа салдо што го направија Пендаровски председател, испаѓа дека за 2 години или за 2,5 години СДСМ има изгубено 1/3 од гласачкото тело. Значи тоа е алармантно. Сега се прави, се надаврзува и потребата да се заметла во ДУИ. Заметла во ДУИ е потребна не сега, од 2016 година, кога
се пропълови нивниот корпус. Значи од 153.000 гласови кои ги има на парламентарните избори во 2014 година, се сведе на 86.000 гласови. И истиот резултат го повторува година подоцна на Ахмети, не може локалните избори. да му спориме дека он смени две гарнитури владини министри. Повлече една стара која беше извикана и прилично концентрирана кон корупција и криминал и донесе една млада која сега очигледно нема резултати. Донесе една млада, па таа млада генерација на функционери пак беше повлечена. Значи во таа влада, преодна влада или техничка влада, како се нарекуваше, беа тие министри, но сега не се. Значи сега се нова гарнитура, нова. Таа старата гарнитура на министри, што мислам дека ја нагласува таа потреба за внатрешна реформа во самата партија. Имам едно прашање кое циклично ќе го заврши, ќе го дали Заев практично со прочистувањето во собствената партија праќа абер кон Ахмети дека е време и ти да си го чистиш дворот, но истовремено го поставува и Мицковски и ВМРО ДПМН пред искушение на главната варијанта. Еднаш ќе се откажете од криминалците во своите редови и пред се од Никола Груевски. Јас се согласувам со колегата дека падот кај СДСМ се е резултат на сите тие афери. Но едно треба да се признае дека Заев со барем до овој момент, со ова реформа која направи во самата партиска хоризонтала и вертикала, значи одржа еден вид лекција на останатите партии. Барем до овој момент, не знам, можеби утре или на наредниот период тој ќе ги врати истите и ќе се покаже дека можеби тоа било се театар, фарса. Но до овој момент може да кажеме дека им одржа лекција на сите останати партии како се реформира партија. Арсовски, што вие ќе извлечете и што воопшто покривајќи се за Заев не се подготвувате да речем за собствено реформирање? Би сакал најпрво да кажам дека овој потек кој што го направи Зоран Заев во овој очај откако изгуби 200.000 гласови поддршка, не сметам дека треба биде глорифициран од сите. Тоа е нормална појава на една партија која ќе изгуби толкава доверба. И тоа е сосема нормално, меѓутоа мора да напоменеме дека ниту еден од сите тие кои што сега се разрешени и сите оние кои што ќе бидат сменети во владата не треба да биде амнестиран и да биде заборавен за било што има направено изминатите 2 години откако е на таа јавна функција избран од граѓаните на парламентарните избори, а назначен од Зоран Заев. Дали е министер, дали е директор, дали е пратеник, што и да е. Не сме да биде амнестиран и заборавен за се она што направил претходно. До тука се прифаќам. Прашањето после запирката ќе се свртите ли кон себе и кон Груевски? Веднаш ќе ви кажам. Сакам да се надоврзам само во однос на префрлањето на топката најпрво кај Али Ахмети. Не сметам дека Зоран Заев ја префрла топката кај Али Ахмети. Зоран Заев прв ја најави метлата дека треба следи во владата и од таму го поправија дека он всушност е кираџија во оваа влада и дека не е метла, туку може да бидат кадровски промени. Затоа Заев немоќен да ја спроведе таа метла заедно со Али Ахмети, каде што најде вака на сериозен цврст ѕид кој што не можеше да го турне, почна најпрво во партијата па да види што може да изменаџира во однос на ВМРО ДПМН. На крајот на 2017 година ВМРО ДПМН имаше промена на раководство. Јас сум дел од тоа ново раководство како портпарол на ВМРО ДПМН и можам да кажам дека претседателот Христијан Мицковски е нов претседател кој што претходно не бил дел долгогодишен од оние претходни раководења на ВМРО ДПМН, со тоа што ВМРО ДПМН во тој момент избра нови членови на извршниот комитет, имаше реконструкција на централниот комитет, имаше дополнително и реконструкција на сите општински комитети и местни комитети преку непосреден конкурс каде што сите може... на клучното прашање. И сега ќе бидам многу подиректен. Престои можно земање, собраниска расправа за можно земање на имунитетот на Никола Груевски. Настрана од тоа дали избегал или не избегал. Добро се сеќаваме дека Џафери не идеше во парламентот 6 месеци, му го одзедоа мандатот.
Како вие ќе се позицирате само во однос на одземањето на мандатот на Никола Груевски? Во однос на тоа прашање, веќе имавме партиски став. Јас не би можел да излегувам повеќе од тој партиски став. Ќе се разговара на органите на партијата, во крајниот случај извршниот комитет. Ќе биде разговарано и веднаш потоа штом се донесе одлука, ќе излеземе со партиски став како ние во однос на тоа прашање ќе се поставиме. И тоа ќе биде крајната и конечна одлука на ВМРО-ДПМН во однос на прашањето за одземањето на имунитетот на Јас очекував дека сте вие претходниот председател. помлад, новата генерација на ВМРО-ДПМН, кој ќе има храброст да каже точно не се согласувам со Никола Груевски и со чинот што го направи и треба да му се одземе мандатот. Дури и да е мој личен Никола однос. Груевски повеќе не е председател на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски повеќе не е тука и еве се уште се води истрага како не е тука. Ајде да разговараме дали некој ќе побара одговорност од Зоран Заев за сите оние афери што ги направи на нас. Добро, Зиков. За одзимањето на мандатот на Никола Груевски не треба да се зазема политички став. Добро. Се гласа по уставот и законите, пратениците така ќе гласаат во секој случај. Значи, вие можете извршен комитет да си правите и да носите одлуки на таа тема, меѓутоа таму законот кажува што треба да се направи. Значи, не може сето тоа да иде во политичка дебата. Барем јас така мислам. Значи, по закон треба мандатот да се одземе на Никола Груевски. Дали парламентот ќе гласа, повторно ќе бидеме сведоци на некоја непотребна дебата која ќе само ќе искричи ситуации внатре во парламентот по кои ќе се зазимаат такви некои радикални ставови. Од тука многу е јасно тоа прашање и не гледам, тоест јас разбирам зошто ВМРО-ДПМН не може да донесе таков став, заради тоа што таму се уште не е расчистена работата, иако портпаролот на ВМРО-ДПМН кажува дека тоа е ново раководство, нови луѓе и така натаму. Мислам дека таа опашка од времето на Никола Груевски со Никола Груевски се влече се уште. Зошто сега тоа го кажувам? Да се вратам на претходната дискусија. Значи, имаме ситуација кога Никола Груевски 11 години работеше со исти тим. Луѓето во 2006 година, во најголем дел тие што станаа министри во владата Никола Груевски, на крај завршија после 11 години со него. Со еден исклучок, мислам, Трајко Славевски беше исклучок што замина. Другите сите останаа во тој тим. Тие од голобради момци стана возрастни луѓе кои сега гледаме дека се тетерават по судовите и така натаму, после 11 години власт. Кај Никола Груевски имаше принципот на отчетност, ако се сеќаваме, беше актуелен и тој принцип го исцрпуваше преку тие живи седници на влада, каде што ги малтретираше министрите цел еден тим по 7 сати седници на влада директно на телевизија. Со тоа и јавноста ја малтретираше на еден начин со неговите испади на тие седници, а во суштина отсуствуваше принципот на одговорност. Значи, што ако отчетност? Добро, го прашувате министерот, ви кажува министерот и заклучокот тоа. Нема дали тој министер добро сработил или не. За разлика од тој принцип на Никола Груевски, овој принцип што го применува Зоран Заев е многу поенергичен и има поента. Значи, што значи овој принцип? 2,5-3 години ја слушаме јавноста што зборува, ги дефинираме проблемите во секторите, во ресорите, гледаме кај се слабостите, на крајот на денот го гледаме резултатот на претседателските избори, се соочуваме со резултатот, влечеме заклучоци и ги правиме потезите. Значи, јавноста го бараше ова, широката јавност го бараше, јавноста и во делот на СДСМ, и на ВМРО-ДПМН, на албанскиот дел на јавноста, па ако сакате и неутралната јавност, го бараше овој момент на движење да се случи нешто во тој дел, не заради СДСМ. Луѓето не го бараат тоа заради иднината на СДСМ и судбината на таа партија. Тоа го прават заради покренување на точките во општеството, значи реформите, некои промени кои требаше да се случат визави програмите и така натаму, што не можете вие да најдете денеска човек кој нема да ви каже дека нема дупки во реализацијата на таа програма, значи во тој дел. Меѓутоа, она што го промовира сега оваа влада, со ова, јас, чом 30 години сме во оваа работа, во независна Македонија, ја не се сеќавам дека имало ваква енергична акција да се направи
дисконтинуитет на една политика, значи на еден тим со друг тим во политикава што треба да се Имаше ке се само благо како Бранко Црнковски замина па ривалитетот меѓу Бучковски и Радмир. Да, не мислам дека вака драматично тоа, со оглед на тоа дека и се очекува и во владата сега тоа да се реализира. Уште едно десетина минути пред да вклучиме дел гледачите. Дали и на каков начин ќе дојде до новиот диалог Ахмети и Заев? Дали ќе дојде до прочистување на владата, до реконструкција или, како што ја слушам тезата, дека на оден начин ова ќе се одолговрекува, ќе се оди на гласање, можеби и на воредни парламентарни избори. Джега? Па, јас не верувам дека Заев ќе може да наметнува кои кадри да бидат сменети кај ДУИ или какви кадри да делегира ДУИ, или имаше и такви тези да налага и реформи внатре во ДУИ. Значи, тоа е, да се разбереме, тоа е коалициона влада. Исто во Австрија се случи таа афера, па Курц цел ден помина на разговори и преговори со неговиот коалиционен партнер кој беше дел од таа афера и на крај го убеди да се повлече и да си даде оставка. ДУИ самата ги одредува. Не, тоа не е спорно. Ја мислам дека да не влегуваме на... И мислам дека и за тоа држи, има одговорност. Јас не мислам дека слабите резултати на министерот на ДУИ се фактурираат на рейтингот на СДСМ. Истите министри или истиот начин беше и во претходните коалиции со ВМРО ДПМН, но тоа не задираше никогаш во рейтингот на таа партија или претходно со СДСМ. Значи, резултатите или отсутството на резултати на министрите на ДУИ се фактурираат директно на ДУИ на конкретните избори. Може да биде... Добро, тоа е делот на составот на владата и технологијата. Прашањето е на суштината. Ќе опстане или ќе се оди на воредни избори? Јас мислам дека ќе опстане, зашто ниту на Заев, ниту на Ахмети не им одговарат предвремените избори. Значи, се види резултатот дека целата таа владина коалиција имаше скоро ист број на гласови колку што имаше самата СДСМ со коалиционите партнери во 2016 година, така што не е баш прифатливо ниту за Заев, најмалку за Ахмети во овој момент да има избори, и Ахмети се соочува со внатрешни поделби, фракции кои што треба во наредниот период да ги решава, но Ахмети предпочитува таа состојба да ја решава постепено и мислам дека и во овој случај греши, додека Заев отиде со рез, значи направи еден сериозен рез во самата партија. Ќе видиме како тоа ќе се одрази на самата власт. Јас се извинувам што сум на апертура, ама заради возраста можеме тоа да се дозволиме. Вие барате воредни парламентарни избори. Дали очекувате дека може да дојде до нив? И дали на оден начин стравувате од нив? Видете, ние не стравуваме од избори, тоа го имаме кажано во неколку наврати. Работа на секоја опозиција е да ги наоѓа маните и грешките на власта. За наша среќа, за несреќа на граѓаните, на сите нас, оваа влада има многу грешки, многу мани, многу скандали, така да нема опозиција во светот која што не бара избори. Таква опозиција беше можеби пред 6-7 години СДСМ. Дали мислите дека за овие 2 години додека сте во опозиција, народот ги заборави изминатите 11 години? Вака, можам да кажам дека ВМРО ДПМН напорно работеше и се уште работи на модернизација на самата партија. Има ново раководство кое што утрешниот ден ќе покаже какво и дали е добро. Бидејќи сепак ова беше еден тест, овие избори беа еден тест за новото раководство, каде што се покажа дека ВМРО ДПМН како сама партија освои 380.000 гласови. Зиков, дали... сега, само би сакал за момент да се надоврзам. Рековме дека има, господинот Зиков рече дека има тектонски поместувања во СДСМ и енергија некоја невидена до сега во однос на промената на кадрите. Би запазил еден момент, да не се изненадиме сите, доколку поголем дел од сите тие разрешени луѓе повторно бидат на истите позиции. Веќе самите меѓу себе си кажуваат дека на голем дел од председателите на општинските организации, на други луѓе им се јавил
Зоран Заев им кажал дека ова мора да се случи, да има генерален реизбор, а тие повторно да си аплицираат со голема можност да бидат повторно избрани. Зиков, каква е твојата процека? Дали ќе се најдат Заев и Ахмети и дали е возможно, например, под превезот на реконструкција да се изнедри идејата за воредни избори? Со оглед на два податока. Не сум сигурен дека ќе добиеме датум, препорака да, ама датум не. И второ, ова лавина од Атина и поразот на Сириза да го зафати неговиот партнер во Македонија. Па, Како колатерална штета на Преспанскиот договор. да, мислам дека ова последно, мислам дека нема спојни точки некои, тоа е внатрешна грчка работа. Да, сите анкети велат дека Мицотакис ќе победи на тие избори, ќе биде идниот премиер. За многумина аналитичари, Џом, знаеш дека тоа е завршена работа. Преспанскиот договор, тоа е Не го е сапеме, тоа е само од овој аспект на од друга домашниот. страна, тој на друг начин се поима во нашето општество, значи во тој дел. Мислам дека и ВМРО ДПМН со текот на времето сваќа тежината на тој договор и важноста од тој договор, и тоа така и се однесува таа партија во јавни настапи и во комуникации. Оно што е околу внатрешната политичка сцена во Македонија, значи се согласувам дека и јас сум склон на таа теза дека простор за и време за предвремени избори можеби и нема. Македонија чека еден ден во декември или во јануари, мислам дека тоа ќе биде во декември кога ќе имаме официјален прием во НАТО, што за мене е важен ден како ден што ќе се случи за оваа држава. Мислам дека таа церемонија се одвива во Вашингтон и тоа ќе биде поприлично добра церемонија за нашата држава, со оглед на тоа дека не сме во пакет, сами сме во таа приказна. Тој момент би требало да биде некоја точка референтна. Датумот за преговори можеби ние нема да го добиеме во јуни, меѓутоа оптимист сум јас дека тоа ќе се случи во текот на овие следните 3-4 месеци, 2-3 месеци, а можеби ќе се случи и во јуни. Тоа ништо не се знае, не делава многу работи веројатно ќе се знаат на таа тема. Меѓутоа и да го добиеме во јуни, да го добиеме во октомври, ноември, во јануари ги почнуваме преговорите. Така да постои тој период на подготовка, што значи во секоја варијанта датумот на преговори, почеток на преговори се поклопува со официјалниот приод на Македонија во НАТО. Тој момент мислам дека во суштина претходно не може да направи ситуација за предвремени избори, можеби потоа гледам дека денеска според одлуката на владата закажан е пописот за во март-април, ако не се лажам, за во април. Мислам дека проценките се и во владеачката коалиција дека ќе се оди на редовни парламентарни избори. И сега, да се вратам на основната логика, зошто мислам дека треба да дека ќе одат на редовни парламентарни избори, а тоа е токму оваа реконструкција сега што се прави во моментот. Мислам дека владеачката коалиција се договорила меѓу себе, Заев и Ахмети, имаат некаков договор дека треба да направат некое ударно јадро во владата кое би требало да одработи 15 месеци. Поштовани гледачи, следите дебата, што после првиот чекор на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев, Лјупчо Зиков, Димитар Арсовски и Џеладин Незири. Од овој момент телефоните ви се вклучени. Прашањето е прилично провокативно, барем според мене, и иако знам дека ќе кажете двосмислено, но ајде да видиме да го расчлениме. Добро вечер за гледачите кои ревносно не гледаат и кои сакаат да споделат став или прашања за нашите вечерашни гости, Лјупчо Зиков, Димитар Арсовски и Џеладин Незири. Режија? Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Очитувам, Џом, во ваквите емисии кои навистина добро ги креирате, би требало почесто да носите гости како господинот Зиков, поради фактот што тој навистина изнесува такви состави, фактички состави кои што потоа со неговите логични докази ја покажува вистинитоста. Од проста причина што гледачите може да слушаат многу логични и приемчиви, логични, разбирливи работи. Што се однесува до ова што
представникот на ВМРО ДПМН изнесува во врска со тоа дека се правила таа кадровска, ајде да речеме, реконструкција во СДСМ, ама останала само Заев, некако Заев им боди очи, затоа што тој не дозволи да остане замрзнат проблемот со Македонија за евроинтеграциите, да го замрзне во антишкиот период и така натаму и така натаму. И тој ги има аргументите за таа криминогена група во ВМРО ДПМН и неспорно е дека ова раководство е врзано со тоа. Иначе многу е логично вашето прашање зошто не се одвои, затоа што ова раководство ќе добие позитивни поени меѓу гласачите. По однос на, ја мислам дека сепак би сакали вие и Зиков и останатите господи признаат дали би биле добри предвремени избори по приемот во НАТО. Мислам дека тоа ќе биде посебен импулс за народот. А инаку, овие промени, реформите не може без промени на луѓето, господине, како беше Арсовски. Нема шанса вие ако не промените луѓе да воведете реформи. Добро, ви благодарам многу за вашиот став. Режија ве молам, прочистете го звукот, затоа што би било добро нашите соговорници да бидат рамноправни во диалогот со моите соговорници. Добро вечер за следниот. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер, ве слушаме. Сакам да дадам еден мој коментар. Повелете. Прашањето ви е провокативно на вистина. Јас би се согласил со подолгото прашање за чисти дефекти. Јас мислам дека токму тоа го прави губејќи еден месец во целиот тој процес. Необјаснливо е после владењето век како е можно на било кое ниво да ги доживеат тие резултати и ова е сосема логично и мислам дека е нужно да се случи. Добро, благодарам. Следниот соговорник. Став, што се ефектите или дефектите кои ги пред кои е исправен Заев и како премиер и како лидер на СДСМ. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Еден коментар за почетокот на емисијата. Значи, се јавува член на ВМРО ДПМН, меѓутоа не од новото раководство, затоа што тоа не е ново раководство. Тие се истите луѓе што Груевски и Мицкоски заедно ги договараат додека беа пред Министерството за правда. Значи, сакам да кажам, јас сум реформатор во ВМРО и додека ВМРО не се извини на македонскиот народ за злосторствата што ги направи у последните 5 години на владење на Груевски и на албанците, за да имаме коалиционен партнер, не можат да се представуваат како реформатори или не знам што сега, како нова партија, како ново раководство и така натаму. Се додека не го осудат криминалецот Груевски и сите околу него и јавно, партијата наша ќе губи. Или, ако дојдеме некогаш можност да разговориме со ВМРО, ние да го направиме тоа, за да си створиме простор за понатамошна соработка и со албанските партии, а и со вистинските патриоти за Македонија. Добро, ви благодарам многу. Ќе му давам шанса за 1 минута реплика на Арцовски. Не би можел да реплицирам на ова, сепак ВМРО ДПМН, односно новото раководство, како што би сакале да кажат луѓето, подаде рака буквално на сите по доаѓањето на председателот Мицковски. Им беше подадена рака и на така наречените реформатори, кои тогаш можеби, ве молам, тоа е ваша констатација, кои што можеби има некаква замисла да реформираат нешто, им беше понудена шанса, добија шанса за на крајот да испадне како што испадне, односно да не се пронајдат во сите оние текови кои што се случуваат. Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете со прашање или констатација. Вака стега, значи, дали Заев ке чисти дефекти или ефекти, стварно не знам. Него се
се чувствувам една во Арсов, ке би се чини потпора на ВМРО. Они се чувствуваат како Монти Пајтон. Разговаравме дека ќе разговараме во врска со Никола Груевски. Како тоа разговаравте, дека ќе разговараме. Тоа е моето прашање. Добро. Да објасните се. Што реков, на седница на извршниот комитет ќе се разговара за веднаш потоа да може Ама Зиков има право. Прашањето е правно и институционално. Да довршам. За да Значи може вашата веднаш потоа- само еден момент. Тоа си Дали е наша вашиот дебата став треба да внатре да ја во- обврзи пратеничката Апсолутно не. група? Пратеничката група треба да гласа согласно уставот и законите. И така и ќе гласа. Меѓутоа сепак ова е прашање за кое што мора да се Чекај да разговара речистиме. Јас сум доволно уште трезен да ја сватам поентата на вашата. Ако вашата пратеничка група гласа според уставот, законот, тоа значи и деловникот, на Никола Груевски треба да му се одземе мандатот и вашата група треба да гласа за одземање на мандат. Тоа е елементарната есенција на решенијата. пратениците на ВМРО ДПМН ќе гласат согласно уставот и законот. Добро, благодарам. Добро е, че за последниот гледач, за да ја завршиме дебатата со поентата што би можело и каква динамика на политичко-партиски промени треба да се очекува. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Вас и на вашите гости. Вака едно прашање до Панчевски. Дали нас ке не стават во НАТО? Идеме во НАТО. Толку ви благодарам и пријатно. Добро. Еве колку за вас, ако не сте гледале во вести, тука беше еден од добрите познавачи, универзитетскиот професор Дујовски, кој беше категоричен дека до крајот на оваа година ние ќе бидеме дел 30-та членка на НАТО. Но кој ќе одговори? Циков, ти си приврзаник на убавите вести, како обично ние знаеме да кажеме. Па не, тоа е општ тренд на ратификација на договорот со НАТО во парламентите во Европа и во преку океанот. Дури и последната најава од Сенатот на Соединетите Американски држави вели дека крајот на јуни или почеток на јули би можеле да гласат. Аберот е стига новата амбасадорка. Да, Аберот е стигнат со незиното доаѓање овде. Ја не гледам тука ниту една пречка во оваа констелација дека ќе се дигне знамето во декември за НАТО. Мислам дека тоа веќе сите го знаат во Македонија. За Заев знаеме на одреден начин кои се партиските предиспозиции. Меѓутоа, зошто опаѓа рейтингот на Дуи и на Ахмети во услови кога? Да речем условно, НАТО апликацијата е дел на активитетот и на политичката платформа на Дуи. Непосредните договори со Грција исто така се концепт на притисок на Дуи. Евентуалниот датум за преговори исто така се дел од корпата. Тоа е недоволно наспроти социјалното незадоволство кај дел од албанските гласачи. Мислам дека токму тој социјален момент е клучен за тоа што рейтингот на Дуи е во опаѓање. Не само на Дуи. Имаме пад на рейтингот на Дуи, но немаме некоја партија на албанците во опозиција која ќе може да ја загрози оваа политичка партија. Значи имаме една позиција во албанскиот политички корпус каде што има отсутство на теми, на каузи внатре кај самите политички партии со оглед на фактот дека рамковниот договор веќе е при крај, тој нормативен дел е финиширан. Исто така законот за јазиците го затвори тоа јазично прашање. НАТО, Европска унија се значи немаат веќе теми. Во случај кога една партија нема тема, нема кауза, нема која ќе ги придвижи или ќе мобилизира гласачите, тогаш нормално да очекувате дека ќе имате пат на поддршката. Добро, во таква ситуација доаѓа концептот едно општество за сите, така да се доаѓаат сега заедничките теми. Тука е тој концепт конкурентен. Да, во суштина за прв пат и во тој поделен до сега албански политички блок, кој што исто така создава проблеми во наводници за самите. Тоа е во суштина таа нова визија која треба да придвижи напред, значи во наредните години. Сега прашањето е на знаеш чом, ако го добиеме датумот на преговори, агендата во Македонија, политичката агенда се менува комплет. Значи во тој дел партиите ќе мора да се
ајде условно речено ќе речеме да се прилагодуваат и да се упристојат со оглед на тоа дека се потребни тимови кои ќе преговараат. Значи, само тимови, сите искуства во соседството со апликациите во ЕУ се периодите на најголемите реформи и адаптирање на институциите. И промена на политичките агенди. Тоа се пресврти на политичките агенди во тие општества. Значи, ние ако почнеме да преговараме во јануари, главата 23 и 24, право и организиран криминал, тоа ја менува целата општествена динамика во државата и ќе бидеме сведоци идната година на нови закони, институционални реформи, на акција да се тие закони нели покријат со акција, нели тоа бараат реформите. Уште сте песимисти за ваков пристап на оптимистичкиот развој? Мислам за ВМРО ДПМН. Како ВМРО ДПМН можам да потврдам, бидејќи сум бил и сведок, секаде каде и додиме како представници на ВМРО ДПМН во европските, да речам, кругови, вклучително и председателот Мицковски, лобираме за нашата држава. Тоа е факт. Значи, сите сме за евроатлантските интеграции. И тоа е потребно на Република Македонија. Во најмала рака потребни се суштински коренити промени, кои што во моментов видовме дека изминативе 2 години ги нема. Можеби доби, не знам, некакви аплаузи Зоран Заев за промената на уставното име, како можеби некој, да речам, предвестник на добивање на датум за преговори, меѓутоа видовме од сите изјави на еврокомесарите дека не е доволно само тоа. Потребни се темелни и коренити промени, како што спомна и господин Одзиков, право и правдина. Во моментов ние не водиме преговори, ние апелираме и го бараме тоа од СДСМ и од министерката Десковска да се фокусираме на трите столба во однос на конкретно специјалното јавно обвинителство, за кое што сметаат дека можеби е еден од важните услови. Така да, доколку им се искрени намерите, тие би ги прифатиле тие три столба и би ги прифатиле сите наши предлози за кои што детали имаат правниот тим кој што ги води преговорите од кај нас. ВМРО ДПМН изминатиот период гласаше за сите потребни суштински реформи во собранието на Република Македонија, кои што беа потребни за добивање на датум на преговори. Меѓутоа видовме дека не е потребно само тоа, потребни се коренити промени и суштински реформи кои што треба ги стори токму Зоран Заев наспроти целиот оној криминал, афери и скандали. Нејзин Жиков со завршни поенти на оваа тема. Па јас мислам дека се согласувам дека реформите во правосудниот систем не се ни отпочнати. И ако земеме предвид дека тие куполи или таа пирамида на тој правосуден систем, совет на суди и совет на обвинители се уште немат ни првични чекори за нивно реформирање, кои потоа ќе бидат надлежни за еден вид реизбор, тоа што го вети СДСМ во незината програма Живот за сите, ако не се лажам, дека тие има реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на обвинители. Значи, немаат, тука значи има нула резултати, но сите други резултати, исто така во борбата против организираниот криминал и корупција, исто така имаме нула резултати. Но сите овие не би требало да бидат пречка и не верувам дека се пречка за добивање на датум за преговори. Зашто датумот за преговори може да се одложи само од причина што имавме фактички во неделата завршија изборите за Европскиот парламент, че треба да се формира Европската комисија, па Европската комисија да препорачува почнување на датум за почнување на преговори, па Советот на Европската унија, тоест представниците на владите на сите земји членки да донесат таква одлука. И тој процес ќе одзема време. И затоа мислам дека техничка е причината за одложување, а не дека не се почнати тие реформи, што е факт. А низ процес на преговори со отварање на сите тие поглавја 22-23 за правосудниот систем, мислам дека од таму ќе се почне. Сите овие реформи мора да бидат имплементирани низ тој процес, така што не верувам дека само кај нас ќе се постави тој услов, да се почне со реформите. Мислам дека треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму, па тие се надлежни да направат реизбор на суди и на обвинители. Значи, треба да се почне од таму
првин затворете ги, не знам, овие поглавја, па потоа да почнеме преговори. Добро, Зико, да, повеш. Да, точно е. Меѓутоа, не верувам дека би можеле да се почнат преговори без реформи во правосудството. По моментов има неселективна правда, има нарачка на пресуди, има случаеви каде што се води политички прогон. Сите сме сведоци за тоа. Така да сметам дека за се отпочне, односно се добие датум за преговори, да се отпочнат преговорите, треба најпрвин ние да покажеме зрелост тука во Република Македонија и Зоран Заев, кој што во еден момент беше предводник на тимот за тие реформи, подоцна се откажа, да ги направи тие коренити суштински реформи, кои што веќе ние понудивме решенија. Таа теза за прогони, мислите дека се однесува на овие кои се сега дела процесуирани од СЕО врзано за бомбите или мислите на некои нови? Господине Чомовски, вие сте далеку повозрасен и поискусен од мене. Кажете ми еден случај кој што отиде до самата разрешница и завршница против било кој што направил криминал, а е член на СДСМ или е во блиското окружување на Заев. Сем оној случај на Зоран Заев, каде што беше фатен дека бара мито 200.000 евра и беше прогласен за невина, видовме пред недела дена во Австрија падна влада заради таков случај. Така да, од самиот момент тука можете да видите дека се работи за политички прогон само за неистомислениците на Зоран Заев. Конкретно пола ВМРО ДПМН. Нема човек кој што не мисли како Зоран Заев, а не е под политички прогон. Добро, Зико заврши. Не знам дали ова ќе биде услов за датумот за преговори со Македонија. Со оглед на тоа дека мислам и склон сум кон тоа дека размислување дека датумот ние ќе го добиеме. Сега прашањето е дали ќе го добиеме во јуни или ќе го добиеме во текот на следните неколку месеци од кога ќе се конституира новата власт во Европа. Така да годинава сигурно тоа ќе биде и во јануари сметам дека ќе почнеме преговори. И тоа веќе го има, го кажуваат европските званици. Во тој дел, она што е важно сега во моментот, да се вратиме на базата доле, е како ќе се развие оваа акција на реструктурирање на СДСМ внатре на владеачката структура. Очекувам дека оваа акција сега ќе продолжи во владините структури, како што е најавено, значи со промена на министерски позиции, директорски позиции во јавните претпријатија, за да се добие таа кондиција фактички во општеството, бидејќи таа ќе биде потребна и во почетокот на преговорите, значи во тој дел. Мислам дека Заев смета, или сакам да мислам дека тој смета дека тоа е важно во моментот, со оглед на тоа дека самиот чин на реструктурирање во Социјалдемократскиот сојуз и најавата од премиерот дека тоа ќе иде во владата понатаму, на еден начин покажува признание дека работите не се кој што треба, нели, во оно што значи извршна власт во земјата. Од тука јавноста очекува да тоа приврши со некаква логична целина на промени во тој дел, промени кои ќе следат и во делот на динамиката, па и во некои политики кои се воделе во земјата. Сега за тоа ни треба посебна емисија да ги редиме политиките кои би требало да се променат. Допро ќе почнеме правиме кои министри ќе летат, како ќе летат, но за тоа во еден поширок состав. Джеладин Незири, Димитар Арсовски, Љупчо Зиков, мои и ваши соговорници во отвореното студио. Чекате четврток, уште пожестока дебата ќе правиме, но овој пат со доминација на вашите јавувања. Поштовани гледачи, од мене толку и за вестите и на почетокот од отвореното студио, кога имавте можност да го следите интервјуто со светски афирмираниот тенор од Македонија низ светските музички цени Благојче Нацовски, чија учество во вечерашната премиера на МОП со Тревијата дава нов шмек. Пријатна вечер.